Почитувани колеги, почитуван министер, почитувана јавност. Не планирав да земам збор на оваа точка, бидејќи неколку пати сум ја елаборирал овдека. И овој говор кој што и овие предупредувања кои што ќе ги имам, не сакам да се сватат како политички говор, туку едноставно како човечки, затоа што енергијата е многу важна, особено цените на горивата имаат импликации и на целокупната економија, како производство, како индустрија, како капацитети, но исто така и цената на горивата има директно влијание и врз нас како потрошувачи, како граѓани, нашите домашни буџети, и мислам дека тука треба многу сериозно да се разговара. Мене ми е јасно дека ако одиме по патот на формализирање, игри на зборови, ќе видиме дека точно е, можеби апсолутната вредност на цената на горивото во Македонија е помала од онаа, да речеме, во Грција. И сега, ако некој го каже тој аргумент, тоа значи дека е вистински аргумент. Вистинскиот аргумент е следен, почитувани граѓани и почитувани пратеници. Со една просечна плата колку литра гориво можете да купите? И тогаш доаѓаме на нивото последно место на Балканот, односно со просечната плата од 464 евра, колку што е во Македонија, ние можеме да купиме најмалку литри гориво во споредба со сите соседи од регионот. Одамна веќе се споредуваме со ниту една држава од Европската Унија. И сметам дека ако имаме искрена мисла, искрена намера, така треба да водиме дискусијата, бидејќи тој концепт е оној концепт кој што го чувствуваат граѓаните. При тоа, истите се уморни да не слушаат од надмудрување со зборови, а при тоа да имаат празни джепови. И вчера или завчера зборував дека главниот адут на владата минимална плата е, верувале или не, 3 резервоари по 70 литри бензин. Она што е гордост и достигнување на оваа влада се 3 резервари по 70 литри бензин. Ако сметаме дека еден работник треба да работи 40, 50, па и 60 часа неделно, по 4 недели, за 3 резервари бензин, и при тоа некој да не убеди дека тоа е добар живот, јас, простете, воопшто не се согласувам со тоа. Нашиот стандард е најмал од регионот. И 3 пати повторувам, не можам да се помирам што Косово има подобар стандард од Македонија. Држава која што уште не е членка на Обединетите нации, не е целосна држава, има подобар стандард, него држава која што има 30 години независност и уште преходно 5-60 години државност, и едноставно тука треба да зборуваме. Значи, од кај имаме највисока инфлација во регионот? Имаме најниски плати во регионот. Можеме да купиме најмалку литра гориво во регионот и ние не ни помислуваме да размислиме како ова да го вратиме назад. Јас бев единствениот пратеник во ова собрание кој што сам поднесував овдека амандмани за намалување на ДАП трошокот. Тоа, почитувам министер, се вика го направите, го крстите вие ДАП, го измисли техничката влада на Оливер Спасовски, кога цената на нафтата падна под $200 по барел, тогаш требаше да биде 3 денари, 2 денари требаше да биде измеѓу 200 и 300 и на $400 по барел, или како беше да биде повеќе, да биде 0 денари. И вие тоа го тргнавте тогаш кога знаевте дека кризата помина. Ама кризата помина во Европска Унија, кај нас не е помината кризата. Кај нас економијата не се опоравува добро. И сега, при тонење на приватен сектор, а знаете дека енергијата е најважна на приватниот сектор, ние имаме 2 крупни проблеми: поскапување на електрична енергија и поскапување на гориво. Како ќе се развиваме, да ве прашам? Еве, сите пратеници од власта, како ќе се развиваме? Ако имаме најскапа енергија, најскапи горива, фирмите не можат да имаат производство кое што ќе има ефтин инпут, па да имаат конкурентни цени да ги продаваат и од тоа да земате ДДВ, најлесно е на владата, по принципот сега и веднаш си ги сакам парите. И потоа, колеги, се лутите кога ве велам дека сте казино влада. Вие сте казино влада. Е уште еден доказ. Зошто?
Затоа што секоја вечер казиното мора да биде во добивка. Ако остане за играчите арно, ако не пак арно. Секој буџет владата мора да го собере арачот од граѓаните, па ако некоја приватна фирма преживее арно, ако не преживее пак арно, па тие вработени ќе ги држите преку договори на дела за да гласаат за СДСМ и така ние си тонеме свесно и сите го знаеме тоа, само молчиме и се правиме дека не ја гледаме вистината. Ние во Република Македонија имаме посебни ставки во буџетот со кои што го промовираме и спонзорираме домашниот туризам. Така ли е? Па ако имате вие гориво од 75 денари бензин, како некој домашен турист од Скопје, од Штип, од Велес, од Тетово ќе отиде во Охрид, во Струга, во некој туристичко место, кога во старт има 3-4 денари за превоз и за гориво. Да не зборувам тоа што на новите автопати, освен што ставате на платни рампи, друго не правите, и тука се зголемува цената на чинење на домашниот туризам. Како, колеги, кажете ми, ќе се развиваме како држава? Едноставно, ова веќе не е издржливо. Покачивте регистрација на возила, цените на нафтата се покачени и јас имам друг предлог овдека. Мојот предлог е следен. Не за 3 денари. Ајде да ја намалиме цената на нафтата и на горивата и да ја донесеме на ниво кое што беше во 2017 кога вие ја превземавте власта. Кога Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ја превземавте власта, имавте за 14,06 денари поевтино гориво. Еве, колку собирала преходната влада, режимска, ваква, таква, се што ставате, акцизите и давачките према државата, да ги вратиме на тоа ниво. Во старт од 68 денари, цената на нафтата во малопродажба ќе падне на 54 денари. Со тоа, јас ви гарантирам дека и домашните туристички капацитети ќе ви бидат благодарни, затоа што граѓаните ќе можат поевтино да отидат да зимуваат, да тераат викенди по домашните капацитети, ќе се зголеми економијата, а само вие ќе се откажете од договорните услуги од 11 милиони евра плюс 7-18 милиони евра, кои што ги има во ставката договорни услуги во кабинетот на премиерот во заминување. Нели е фер понуда? Јас предлагам, ако може овој амандман да го прескокнеме, вие во владата да размислите, да им кажете дека пратениците сметаат дека на граѓаниве премногу давачки им ставаме, поскапена електрична енергија, поскапени горива, дека фирмите им треба поевтини енергенци да бидат поконкурентни и пратениците сметаат дека во следните 3-4 дена кога ќе биде буџетот повторно во владата, да ги вратиме 14 денари со кои што ја покачивте цената на дизелот во Македонија на ниво на преходната влада, бидејќи како граѓани, како држава и како пратеници, аир од тие 14 денари никој не виде, нити вложувате во зелена енергија, нити вложувате во патишта, нити вложувате во ништо, ви кажав единственото околу автопатиштата што ставате патарини. Тоа е мој предлог, почитувани колеги пратеници. Неиздржливо е. Нека се откаже Заев од ставките кои што се ги бара во влада, да го ставиме на стендбај овој амандман, па потоа да видиме како ќе се внесуваат таму. Благодарам.